8 март е секогаш убав повод да се представи добар пример на комплетна жена, посветен работник, грижлива мајка, хуманист. Го одбравме празникот како повод да поразговараме со една токму таква наша гостиварка. Благица Груевска, пензионирана наставничка, воспитувачка, учителка, со над 40 годишно искуство во образованието, која била втора мајка на 1332 дечиња, колку што поминале низ нејзините раце и срце во целиот работен век. Првото вработување го имала во Валандово, градот од каде потекнува. Животот ја донел во Гостивар, каде што се мажи, формира семејство и станува дел од учителскиот свет. Работев во Врапчиште, работев во Градинка, работев во Основно училиште Моше Пијаде и во Гоце Делчев и си замина во пенсија. А тоа ми е бројка гордост, нешто што си самата себе си се гордеам на тоа дека вистински со мојот позив сум успеала многу семејства, многу деца да ги усреќам и да ги усмерам. Љубовта кон децата е најголемото нешто што може да биде. И јас секогаш им се посветував. Ги сакав, ги воспитував и ги образував. Први ги воспитував, потоа ги образував и сакав да бидат сестрани децата. Значи да не бидат само во една рамка. Додека Благица ни зборуваше за деновите поминати со своите ученици, се присеќаваше на случки и разни примери, невозможно беше да не се забележи чистата наклонетост кон професијата. Беше лесно да се заклучи дека од секогаш ја имала желбата, децата да ја запаметат како првата, најважната учителка, во најдобро светло, и дека не се штедела себе си за таа цел, туку вложувала многу. За мене биле сите деца исти, за мене биле сите убави, лични, сакани деца, ги сакав, од душа ги сакав. Јас никогаш не можам ни до ден денеска да кажам нешто ти тоа е детенце. Али ако умееш со децата, и ако ја сакаш професијата, работи во просвета. Ако не, тоа е веќе друго. Ако се одлучи за тоа нешто, тоа е најблагородното нешто за децата. Имав еве исто така случај детенце со некои посебни потреби, али успеав да го направам, сега веќе ќе биде и матурант, детенце, али мајката беше многу упорна. На крај детенцето заврши 8 делење, се запиша средно, а ако јас не се трудев, мислам, тие 2 години, не му посветив внимание, мислам дека тоа детенце не ќе можеше да го најде местото во општеството, во некоја нормални средини, што можеше детенцето да мислам да живее нормално детството, младоста, све. За Груевска е многу јасно каде се недостатоците на образовниот процес во денешното време и кои се најчестите пропусти на поновата генерација учителки. Па денеска техниката е многу не напредна, за мене во ред е. А не е во ред што децата се врзуваат со таа техника што немаат видици по настрана. Ние од порано со децата одевме во настава, во природна настава во природа. Ние тоа знаеа децата да го допрат и плодот, да го видат коренот, да видат леата, да видат пченицата како расте, да видат ветерот како ја вее, патот на лебот да го видат како правилно е патот на лебот. Сега не. Сега ќе гледат интернет или телефонот и ништо друго. Од учителката со големо срце и широка насмевка добивме инспиративна осмомартовска порака за сите жени. Жената може да биде успешна и дома и на работа. Ако мајката, вработената, го организира, денот, кој та мора, кога веќе заминува на работа, она ја остава домашната обврска. А кога ќе се врати дома, веќе обврските и се децата, сопругот. Јас сум секогаш имала поддршка и од сопругот сум имала голема поддршка и од моите свекори, свекрва, вистински. Така да се можеш ако сакаш. Трудолюбива, храбра, борбена, сега може да биде жената. Може само ако сака. И викаат, условите, знаеш, некогаш викаат, ама тоа време беше вака или да не е точно. Времето е исто, ако сакаш ти да си го организираш онака, како што вистински е, да им се посветиш на децата, ако сакаш, вика децата се инвестиција. Што ќе вложиш,
тоа ќе добиеш. Тоа е апсолутно точно. Пожртвуваноста и предоденоста кон учителската професија, кон најмалите, кај Благица не е случајност. Таа е мајка на 4 ќерки, баба на 10 внучиња, а веќе има и едно правнуче.